314 седишта за исто толку посетители. Макфест под отворено небо. За прв пат и тоа на неговото 35-то јубилејно издание. Се е подготвено за фестивалски старт, најави пред камерата на телевизија Старт таткото на градот Јане Миланов. Ние сме скоро 100% спремни да ги приеме сите учесници, да ги приеме вечер во првата фестивалска вечер сите гости, посетители на фестивалот. А за се да помине во најдобар ред, потребно е почитување на корона протоколите за заштита. Главниот влез за оние кои што ќе бидат на место на публиката ќе биде на една од страните на градскиот плоштад, значи ќе постои рампа со голема царада на која што пишува добро дојдовте на Макфест. Значи овде ќе постои екипа на Црвениот крст која што ќе гледа кој влегува на плоштадот, оние кои што нема да носат заштитна маска ќе им биде дадена и заштитна маска. Ќе биде посебно одбележан покрај од левата страна на сцената просторот за новинарите, значи своевиден импровизиран прес-центар. Секој од изведувачите кои што ќе пее, по симнувањето од сцена ќе биде поставена соодветно место каде што ќе постои царада со банерот и логото на Макфест. Осумина златни имиња на Макфест, како Дарио, Джокси, Интервали, Олгица Христовска, Лидија Кочовска, Трајче Манев, вечерва ќе ја потсетат публиката на 16 фестивалски хитови. Утре вечер за Гран При претендираат 24 мелодии. За прв пат годинава, стручното жири во проширен состав ќе го реши победникот. Корона кризата си го направи своето. Безбедноста е во прв план. Кој вечерва, а кој утре го отвора фестивалскиот распоред. Вечер во 20:30 започнува ревијалната вечер на Макфест, со тоа го одбележуваме 35-то издание на Макфест. Джокси излегува со еден негов хит Љубов, вино и солзи и Дајте ги рацете од Поп Дизајн, со тоа ќе отвори ревијалната вечер, а во сабота вечерта ќе отвори младиот штипенец Горан Тонев. Струмичката поп група Интервали е еден од макфестовските ветерани. Зенизиниот шеф Мирче Чуков, Макфест не е само албум со спомени. Интересен момент ми беше една вечерна после првата вечер, една фина пијанка со Кемал Монтено и со Кичо. И Зорица Конџа. Фестивал Макфест беше за мене барем малте не Сан Ремо, а сега во овие последните години кога оди во живо оркестар се, баш звучи Сан Ремовски и европски. За Джина Папас Джокси највпечатлив момент е неговиот прв сценски настап пред 31 година. Прв пат настапи во 89 година и за прв пат излегов со скинати фармерки и сите знам дека од публика довикува него оној со парталчето. Така што ќе се обидам вечерва нешто слично да видам така облечен. Несомнено, Сонцето за три светови на Џафер е една од највратените макфестовски композиции по медиумите. Но за него, макфестовската 1993 година е посебна за паметење кога во прашање е музиката. Јас стално спомнувам дека 93 година кога настапив со Сонце за три света, имаше колку песни имаше, сите беа добри. Сите беа супер. Мислам, ако не беше Макфест, и Штип немаше да има имидж како град. Може би прв пат го кажувам ја ама тоа е вистина. Штип живее во ритамот на макфестовските ноти. Тоа е вечерва, тоа ќе е утре, но и во годините што доаѓаат.